Нормално го паметиме само по тоа што ни даде, што ни пружа, што не лансираше Бени Дуле пред 29-30 години. Тоа е нешто што само млад човек може да посака во тој момент. Јас се надевам дека и денес ја има истата служба овој фестивал да на младите им помогне да се афирмираат и да направат нешто од некаде барем да тргнат. Ова е тој фестивал. И за жал единствен, ама ние па сме си горди, нели, си го сакаме. Мислам дека е на добар пат ако во иднина, во континуитет, да кажеме, оди во нагорна линија се ова што денеска се виде, навистина може да се вратат оние златни години на Макфест, кои што некако дефинитивно, кои што некаде во некој чекмеже некако стоја, сега мислам дека ова треба да е добра иницијална каписла за да се разбудат некакви плюс емоции кои што не стигнале туку само да се разбудат. Тука има медиуми, има многу музички лица, продуценти, изведувачи кои што може да те приметат, да те видат и од таму да започне целата музичка приказна, како што, например, ми се случи на мене. Така да јас сум многу благодарна што Макфест постои се уште и имам шанса се уште да се представувам, да секогаш да се навраќам на оваа сцена. Прв пат сум настапил 2005 на Макфест со Ек да можам. Тогаш бев трето или четврто место. Некоја песна која е балада остана професионална, мислам музички професионално створена. Со една убава љубовна тема, порака. И 2010 заедно со Јован па и победивме на Макфест со Не планирам. Макфест го паметам и од како дете со песни кои не израснале сите.